Одбраната располага со исказот на сведокот кој што е даден во обвинителството согласно законските одредби. А од тој исказ се добиват сознанија дека сведокот има многу повеќе сознанија за кои што денеска не сака да зборува. И единствениот начин да тоа се направи и докаже е со презентација на делови од тој исказ, затоа што потврди дека го има дадено и дека го има подпишано. Тоа е и во насока на веќе судската пракса од апелациониот суд, каде што предочување на записници токму по оваа законска одредба веќе е воспоставено и некои пресуди се укинати токму по тој основ. Кои се овие сознанија? Зошто се толку битни, ајде да речем, односно одбраната за вашиот клиент, а и можеби за другите? За тоа, додека не добијам дозвола од судот евентуално да зборувам, со оглед да истрагата се смета за тајна, навистина не би сакал во овој момент да зборувам. Добро, ама зошто се толку битни, да речеме, не мора да одиме во детали, но зашто што би расветлиле? Затоа што моментот кој што им се става во диспозитивот на обвинителниот акт е од значење за утврдување на еден факт. Сакате да кажете дека можеби обвинението би можело дури да падне во однос на тероризам и дека да се докажува? Да слушавме дека се насочува прашањата и кон она пресконференцијата која што се одржувала, која била содржината и што се случувало пред пресконференцијата на... Само еден податок се бара од сето тоа, кој што можеби ќе го чуете кога добиеме дозвола.